почитувани присутни гости. Да зборуваме за зелените градови значи да зборуваме за нови и напредни технологии, за нов и поинаков начин на размислување, бидејќи тој треба да биде секогаш еден чекор пред времето и ќе се согласите луѓето не секогаш се свесни за последиците кои ги предизвикуваат со нивното делување кон природата. Покрај свеста потребна и доследна примена на законските решенија. Се разбира, особено оние кои допрва треба да најдат своја примена, како што е законот за зеленило, предложен токму од Демократската обнова на Македонија, а во кој темелно се уредува делувањето во еден сложен простор наречен урбано живење. Големите градови, почитувани гости, ќе се согласите дека се иднината на оваа планета, јас би додал за жал. Во овој тренд не заостануваме ниту ние. Македонија е земја во која статистички 2/3 од вкупното население живее во македонските градови. Неплански изградба, пренаселеност, сообраќајен метеж, енергетска нестабилност, проблематично справување со отпад, водните ресурси и отпадните води. Сето ова е мал дел од проблемите со кои што ние се соочуваме денес. Што е она што можеме ние како Демократска обнова на Македонија да направиме? Можеме да делуваме со програмски решенија. Токму затоа, Дом цврсто стои зад процедурата како најдемократска форма и ќе се заложи за остварување на следните политички цели: професионализација на просторното планирање и урбанизмот, промена на одржливи решенија во урбанизацијата наместо ад-хок решенија, институционална заштита на зеленилото со редица нови и измена на постојни закони од просторното и урбано планирање и градба, транспарентност во изработката и усвојувањето на урбанистичките планови со задолжителна согласност на жителите на засегнатиот простор. Во поглед на сообраќајните решенија, Демократската обнова на Македонија предлага создавање зелени пешачки зони, изградба на мрежа од велосипедски патеки низ градовите и меѓу нив, со што би се поттикнал и руралниот туризам, ограничување на движењето на возилата во центрите на поголемите градови и намалување на профилите на големите сообраќајници, секојдневно и целосно миење на уличната мрежа за отстранување на прашината, еден од главните проблеми со загадувањето во градовите, воведување посебна жолта патна лента за непречено движење на јавниот сообраќај, повеќе автобуси, повеќе автобуски постојки, нови трамвајски линии, нова трамвајска мрежа во главниот град Скопје. Почитувани присутни, Демократската обнова на Македонија не запира тука. Како зелена опција сметаме дека за се во ова се потребни комплетни и систематски решенија. Токму затоа, Дом предлага и изградба на велосипедски и пешачки патеки со фотоволтаични панели. Се работи за технологија која користи кинетичката енергија од низините корисници. Велосипедски и пешачки патеки со флуоресцентни материјали за осветлување во ноќните часови, зелени кровни градини во густите градски подрачја со бенефиции за потенцијалните инвеститори, урбани градски градини, одгледување на растенија и зеленчук од страна на граѓаните во овие градови со субвенции од општината и самата држава. Запуштените простори Дом предлага да се претворат во нови урбани градски јадра со пренамена во скејтерски, спортски или уметнички паркови, создавање на герила, мини, мобилни градини, стан за 1 евро по метар квадратен. Почитувани присутни, ова се само мал дел од програмските решенија на Демократската обнова на Македонија за поубава и позелена Македонија, бидејќи ние во Дом велиме имаме право на здрава животна средина. Ви благодарам.